Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Господинот Димитар Ковачевски, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат децата што мечтаат, децата што сонуваат во светот. 2022 годината од бајките за македонскиот премиер Димитар Ковачевски, од политички анонимус до најголемите политички височини, на 17 јануари зајавно го предаде својот владин кабинет на својот партиски наследник и така почна големата авантура на Ковачевски. Која цена вара качи? 350 дена. Ја нив сум ги видел во Белград, сите им ја фалеа ракијата. И очигледно ракијата на вистина била добра. Твојата песна и празни флаши, па што? Северна Македонија, Македонија седи рамо до рамо. Кажи живели, Обновливи извори. дигни чаша високо. Никој не ги уценува пензионерите. Залудно е да се напијам, сите чаши да ги искршам. Со вас, другарки и другарки. Виното се сите вистини потонати. Европска унија, Европска унија, концепт. Кода сум старец од години 100, што си го А подоцна и дисциплина. А добрата ракија очигледно е добра и за соработка. Може да се соработува, дека треба да се соработува и дека ќе представуваме пример на успешна соработка, која што соработка ќе доведе да бидеме пример. А ракијата шефот може би ја дели со министрите во својата влада. За една од доставените понуди, комисијата констатираше дека станува збор за необрзувачка понуда. А премиерот својата прва година ја помена со весели мигови и тоа заедно со колегите, во прв ред министерката за одбрана Славјанка Петровска. Стани цаци да те види сала. Stani moment da se igraš, da te gleda vesel jaz, čite čamže igrivo naše rovo. Моја Славјанка. А реши да си заштити авторски права за Стани Цаци. Не можете вие да кажувате реченица од типот Стани Славјанка или било кој друг, затоа зашто таа реченица јас сум ја кажа. А ја доживеа и македонската судбина, на Македонија го променија името, на Ковачевски презимето. And now I'm going to give the floor to Mr. Dimitar Kovacevic. А премиерот дополнително го промени така променетото име на државата. Втората светска војна на територијата на Македонија. А варијација на која премиерот се насмеа доби и неговата партија. Fala again, Dimitar. Fala CDSM. 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 Сепак и во бајките не секогаш се најубаво. Како се чувствувам? Нималку добро. Многу бев вознемирен. Не беше бајковите, ниту според премиерот македонската победа во спорот со Бугарија се чувствувал како да го боделе со нож во стомакот. Чувството кое што јас го имам и чувството кое што го имаат нашите граѓани во претходниот период кога се водеа тие разговори, преговори, па и пред тоа, е како некој со нож да ве сече во стомак. Им создава чувство како некој со нож да ги боде во стомак. Цената што ние мораше да ја платиме за да станеме и членка на НАТО и за да ги почнеме преговорите со Европската Унија беше таква која што и на мене, а верувам и на најголемиот дел од нашите граѓани, им создава чувство како некој со нож да ги боде во стомак. А причина за нервоза беше што немало демант на неговите зборови. И ќутат, никој не ме демантира. Четврти пат го кажувам ова, еден демант нема од ВМРО да помане. Може би за нервозата влијание има и поскапувањето на основните продукти, меѓу кои лебот, па еден наш колега новинар реши да му подари леб на премиерот.
52 денар беше пред 3 недели, 51 денар пред 10 минути кога пред пресконференцијата. Сепак и вознемирен премиерот ни раскажа тажна љубовна приказна. И за да не го земе оваа, го ставил да го крие меѓу нозе. Лесно почитувани се доаѓа До тоа Крива Паланка да стане град со повеќе од 1000 километри, ако смета премиерот. Директно за проектот од селото Крклја и повеќе улици во Крива Паланка со вкупна должина од 1223 километри. Премиерската функција бара и големи жртви и откажувања, па премиерот на моменти не може да им помогне дури и на своите најблиски. Дали е тоа само неизин бизнес или може би ваш семеен бизнес? Тоа е нејзина инвестиција која што има направено со своји сопствени средства. Значи без ваша помош. Па без моја помош, зашто би имала помош од мене во таа работа да инвестирате средства? Не беше тешко да се дојде до овие неколку минути, кога дозвола за тоа ќе имате токму од премиерот на државата. И слободно правете видеа од нашите трибини.